убавината на црквата, што во главно го представува царството на земјата, е тоа да сме осетливи и да имаме пристап на принесување богугодна жртва пред Бог. Ова е нешто многу силно и ние имаме најсилен пример буквално за принесување на богугодна жртва, тоа е Христос. Имаме и предслика на тоа е кога Аврам го однесе своето дете поветувањето, да го даде како богугодна жртва. И така тогаш Господ му кажа на Аврам, ова е предслика, нема потреба твоето дете, појди земи го јагнето и дај го како жртва, доволно ми е твојата вера, за таму негде да ти ја препишам како праведност. Знаете, ние си препишуваме еден на друг нешта. Еве, аплаузов го препишаме на Чукиван. Сега кажам самостници, знам дека Ѓоко беше неуморен во носење вода на тој што зборува. Го препишуваме на Ѓоко. Така да препишуваме работи. И за Аврам се вика дека верата му се препиша за праведност. И тоа е толку силна работа и знаете како мислам дека негувајќи ги духовните вистини, ние несомнено ќе дојдеме до место каде што ќе научиме да бидеме богоугодна жртва. Не да ја засенуваме жртвата на Христос, него напротив, да ја препознаваме. Зошто требаше жртва? Стариот завет се укажуваше на жртва. Од друга страна, жртва требаше богугодна во тело. Зашто вика вашите тела. Римјани 12, ќе го прочитаме. И Римјани 12. Вашите тела. Затоа, браќа, ве молам заради Божите милости да ги принесеме нашите тела како жива и света богугодна жртва. Ако тоа се случеше само духовно, ние ќе немаме пристап до него. Нас немаше да ни биде јасно и како што некои, не разбирајќи е оваа жртва, кажуваат, ама Господ е горе седи и ние немаме со него ништо, не познавајќи го. Ќе немаме и ние опција да го познаваме Бог. Зашто тоа ќе беше духовно негде таму, негде кај што не разбираме, негде кај што немаме вистинска представа и слика, за што значи тоа богугодна жртва. Но Исус се даде во тело, живо тело, 100% човек и стана богугодна жртва. Зимајќи го, викам, и после тоа кажува, немојте да се сообразувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Кога ќе пристапиме како богугодна жртва пред Господ, признавајќи ја жртвата на Христос, овој вториот дел е неминовен како процес. А тоа е не сообразувајќи се со овој свет, не сообразувајќи се со неговиот свет, со неговиот светоглед. Ние имаме опција. Дали ќе го имаме светогледот од нашата околина, од нашите политичари, од нашите, не знам, лидери на државата или било што, или сообразувајќи се преку Христос и неговиот светоглед, ние ќе имаме светоглед од местото на христоликост. Разбираме овој дел? И навистина ова Сабајле ми одскокна за богугодна жртва. Верувам дека е еден искрен пристап кон тоа се што е духовно да може да се манифестира тука. Зашто духовноста е наменета да биде манифестирана. Разбираме овој дел? Нашето тело никогаш не беше поентата да биде одземено од целиот духовен процес што се случува во нас. Него напротив да има еднаква улога со душата и со духот.
Затоа интегритетот е толку многу битен. Барем за мене. Ја, кој кажувам секогаш некои работи, едноставно работи се нафрлаат за да може човек да размислува, за да може човек да подринува, да копа за тие нешта, да бара. Вика некој, ако сакаш да растеш во широчина и во височина, најпрво мора да растеш во длабочина. Разбираме овој? Зошто? Заради коренот што ќе го пуштиме. Праведноста во Стариот Завет е споредена со кедр. Тоа е либански кедр, тоа е најголемото дрвото со најголема крошна во светот што расте. Интересно за кедарот е и дека него јадат бубачки и црви, зашто праведноста е неподјадлива. Божјата праведност во вашиот живот, што дојде од озгора во нас, а не од нашите дела, не од нашите делувања, не од она колку познаваме или не познаваме, него дојде од озгора, е непојадлива. И затоа е споредена во Стариот Завет со кедар. Кога кажуваат за Соломон како го градел храмот, он го градел само со кедрови дрва. И затоа во Откровение Исус вика, вие сте столбови во моето царство. Праведни столбови во Божјото царство. Ева сликата на храмот, каде што, интересно е што, таму е запишано се само не случајно. Вика, Соломон нареди ниеден столб, ниедно дрво, ниедна греда да не бидат тесани на лице место кај што се гради храмот. Се да биде претходно и кој ќе бидат истесани, само да бидат поставени. И таа е слика за тоа што Христос го направи во нашиот живот. Не ни рече Христос, ајде сега и ова, па тогаш можеш да почнеш во некоја фаза кај што ќе намирисуваш праведност прво, па после ќе вкусуваш, па после ќе живееш. Преку неговата жртва, еднаш за секогаш, ја здобивме Божјата праведност, што е поголема од фарисејската праведност за која Исус им зборуваше, што е поголема од нашата праведност, што во 98%, ајде 2% да оставиме, зашто сме во кореспонденција со Светиот Дух, но 90% е само праведност. Го разбираме ли? Така да, прифаќајќи ја Божјата праведност, ние тогаш се гледаме дека да, Христос не поставил како праведни столбови. А обратно, ние ќе се трудиме. Затоа Соломон рекол да нема во храмот чукање. Тоа го направи Исус за нас. Тесањето, она бичување, она распнување на Христос беше доволно за да не внесе во неговата праведност. И никогаш, ама никогаш не треба да се меша праведноста со нашите праведни дела, за да не дојде до суда. Еднаш пишав, јас не знам тука са дали ќе го најдам негде во оваа тетика, ама мислам дека ќе го кажам точно. Само праведните дела што доаѓаат од Христос се наши праведни дела. Го разбираме ова? Колку и ние колку и ова да звучи луѓе поразително за човештвото. За нас не е поразително зашто познаваме Христос и ние се. Но колку и да е поразително за човештвото е вистинито. Филозофите кога се сретнале со христијанството, знаете што изјавувале? Не можејќи да го надмашаат во филозофска основа. Гледајќи и пред, и потоа како од кога христијанството, од кога Христос умри, од кога Павлин го носи нели во антиката, во Грција, не знаејќи како да го само рекле христијанството е само да го најдам истинскиот збор, е како крајна цел на сите филозофии. Го разбираме овој, мислам, е крајна. Зошто?
Зашто најнаш виделе дека ова не е само празни зборови, ова не е само реторика, ова не е само филозофија во човечка умисла и замисла. Ова е нешто многу поголемо. И првично не знаејќи да го дообјаснат што е тоа. Тоа што Павле им кажува, јас се сметам смет позади мене. А толку во едно од посланието толку се пофалил од каде доаѓа, како доаѓа. Но за да каже се сметам смет, кој ќе го споредам со на вистинското познавање на Христос, на неговата благодат и на неговата праведност. И Петар и Јаков, најголемите од апостолите, главните во Ерусалимската црква, едноставно доаѓаат до момент да мораат да се конфронтираат со Павле, за да бидат предизвикани, да можат да ја дознаат вистината за Павле која зборува, а таа е Божјата благодат и праведност во нашите животи. Праведноста не е, како да го кажам, не е нешто со која треба да се фалиме. Праведноста е нешто со која треба Бог да го фалиме. Ова е многу битно. Амин. Го разбираме овој дел? Ајде уште еднаш. Праведноста не е нешто со која ние се фалиме. Праведноста е нешто со која Бог го воспеваме и го фалиме, го признаваме неговото дело. И оваа позиција или ова разбирање на овие нешта те носат во позиција да вистински си исцелен од фрустрации. Знаете ли што е фрустрација? Сте размислувале ли? Фрустрација е состојба на умот потикната од душата зашто не е по ќејв. Не ми е нешто по ќејв и врз мене се собира фрустрација. Прочитав една многу убава реченица, вика: ако се смириш, тогаш сите ќе ти бидат свети. Али ако се бавиш со самиот себе си, на сите ќе им бидеш луд и никого нема да разбираш. Фрустрациите во нас прават да се бавиме со самите себе си. И верувате, ова кажувам од лично искуство. Секогаш кога ќе заглавам, бавејќи со самиот себе, тогаш имаш погрешна анализа на луѓето околу тебе. Зошто? Зашто ги мериш со мерилото или со мерит системот на тоа како они реагирале во твојот живот или како не реагирале, како ти си очекувал да реагираат или не си очекувал да реагираат. Ајде да пристапиме на место како богугонна жртва, жива и богугонна жртва пред Христос и да се смириме. Да се смириме со Бог. Тоа е усвари целта на Евангелието. Што беше целта на Евангелието? Павле вика, секој од нас има дар на што? Помирување. Да го помириме светот. Само човек помирен во Христос може да помирува друг. Да биде застапник измеѓу светот и Христос. Ова беше како нешто што не беше спремно за проповед, али верувам дека е нешто што утрово ќе разбуричка некои нешта во самите нас и ќе не дојдем се до позиција на поголемо разбирање или истражување. Многу ми се допадна кога те видов со Библијата, кога влегов и така. Не те познавам многу, али како те видов женска, како се вика тоа? Не копија, него као ја да се гледам, ама во женска. И зошто ти го кажам тоа? Зашто како видов во тебе многу голем жар не само за Библијата, него жар за подлабоки работи, жар за, тоа го зборам од малин нозе, жар за Господ лично, но жар да ги разбираш луѓето. Тоа е главно. Да ги разбираш луѓето, но при тоа да не се наметнуваш на луѓето. Не знам
мислам ќе зборим и после таа работа, ама сакаш да ги разбираш луѓето, али прво сакаш да го разбереш Бог. Зашто си рекла во себе, нема шанси инаку да ги разберам луѓето. Они се Божјо создание, разбирајќи го Бог, ќе почнам да ги разбирам луѓето. И може си го правиш тоа, али верувам дека поинтензивно ќе продолжиш да го правиш и така. Ја во фудбалот имав еден што највеќе го сакав од фудбалерите, но никогаш сум немал идол. И зошто? Зошто уште од мали нозе најверојатно тоа беше од мајка ми пренесено. Единствено нешто што ама го кажувам сум го кажувал многу пати, но сакаме те пак ради контекстот што ти кажам те, како идол или како суперхерој ми бил Христос. Порано кога бев мал, кога ги гледав тие филмови, сакав да живеам тоа време, не ме интересираше никаква технологија што доаѓа, никакви работи, него таму јас сум сакал да бидам. И некако тоа го гледам во самата тебе, како не правиш од ништо идол, зашто точно знаеш каков е Господ и кај припаѓа славата. И мислам дека Господ во таква насока ќе те води во текот на животот, а твое да ги испитуваш овие нешта. Верувам дека родителите пренеле нешто што се вика скромност, но и осетливост. Нешто што се нарекува можеби понизност, но и проникливост. Така да ги имаш тие аспекти од твоите родители. Бог да те благослови. И некако самата проповед понатаму ќе биде во тој контекст. Вкусете и видете дека Бог е добар. Тоа го пишува во Псалм 34:8. Без да вкусиме, да ни се отворат сетилата. Имам еден пријател, он кажува нонстоп, јадењето е нели гастрономска работа каде што сакаш да ги осетиш сите вкусови. Но како ако не вкусиш? Како ако не загризаш? Како ако тоа што си го загризал не го свртиш околу устата? Како ако не го джвакаш колку? Околу 30 на пати? Така, за и на стомакот да не му биде лошо. Како ќе видиш тогаш? Така да, интересно е што очите нас не водат во многу нешта, така? Очите се тие огледало на светот или било што, но без да вкусиме, ова зборувам на духовна основа, ние не можеме да видиме дека нештата се такви или такви како што ние ги кажуваме. И затоа сме повикани да вкусуваме. И што да вкусуваме поточно? Например, ако дојде некој од надвор и го слуша сето ова, не поминал псалми, не поминал Стар Завет, Нов Завет, не го доживеал Бог и ќе речи, сакам да го вкусам, кажи ми како. Јас тука запишав неколку нешта што ние, кога загризуваме, ги вкусуваме. А не се биберот, солта, не знам таму, сите зачини што сакаме да ги доживееме кога ние готвиме и кога ќе пробаме од готвеното. Така да тука сум пишал, можеме да го вкусиме неговиот мир. Неговиот мир што надвладува секое вика разбирање. Мирот го надвладува секое. Немирот во нашите срца многу пати знае да дојде од разбирањето на околностите. Од разбирањето и на се што се случува околу нас. Затоа вика, мирот го надминува секое разбирање. Неразбирањето се надминува едноставно, со разбирање. Не го разбирав овој дел, ама ќе го прочитам, ќе легне, ќе го разберам. Но како да го надминеме разбирањето во нашиот живот? На што е бура? На што е предизвик? На што е охрабрување дури? На се. Ако не се смириме во самиот Бог. Да ја вкусиме исцелителната моќ. Еве ги тие фази што ние можеме да ги вкусиме, за да можеме да речеме, да, Бог е добар, но не само во твојот живот. Бог е добар и во мојот живот.
зборавме за праведноста. Да вкусиме добрината, трпеливоста, љубовта, верноста, довербата, љубезноста. Сите се овие плодови на духот, кои ние сме повикани да загризуваме во нив. Плод е за да загризеш, посебно кој ќе биде некој убав и вкусен. Исус е лебот и крвта што ги вкусуваме. Така кажува Јован во 6:32. Нашиот леб ненасушен, потребен е Христос. Затоа Павле кажува, Божјото царство не е само. Значи, таму има еден скористен збор во грчкиот оригинал, не е само. За да не пробаме да останеме гладни повеќе од 47 дена, мислам дека тоа е максимумот на едни како се вика што пловат на морнари, 47 дена издржале без јадење, тоа е максимум. За да не пробаме да издржиме, ете и 50 ние да издржиме, но после тоа да си наштетиме. Вика, не е само Божјото царство, е и јадење и пиење. Инаку би биле лицемери кога би рекле поинаку. Така да не е само, но вика, што е друго? Праведност, радост и мир во Светиот Дух. Тука сум пишал во сите овие работи и најверојатно ќе излезе како да не се вклопува, али многу добро се вклопува да не се замараме со рекла казала. Ова е стварно еден предизвик за сите нас, што можеме да размислуваме за да видиме колку ние се замараме или не се замараме. Со таа рекла казала, зашто понатаму сум пишал туку како новороденчиња, а некои од нас постари во Господ, копнете по духовна храна. Зошто? Вкусивте дека Бог е добар. Она разлика кога ќе вкусиш дека Бог е добар, те прави тоа да копнееш по повеќе од Него. Да копнеш и на тоа место кој си, те прави да помалку се занимаваш со рекла, казала, работи. Разбираме ли? Едноставно, зошто сега твоите мисли и твојата насочување во текот на животот е тоа да дојде во полнота изразот на тоа што Христос го направи во твојот живот. И ова не се случува, дури не сега не го повторувам, зашто знам дека оваа црква добро го разбира, али ете и одиме и онлайн, ова не се случува вака. Некој брат кажа дека во четвртокот, Алојс ти кажа дека најголемото чудо е менјавање на карактер. Јас се согласувам со тоа. Дека ако не најголемо, едно од најголемите чуда е промена на карактерот. И затоа кога се менува карактер, секогаш дозволуваме да тоа биде процес. Да не биде вака, него да биде, вака никош не научи да правам, да биде процес. Ние сме научени да вкусуваме од Бог само во време на потреба. Се наоѓаме понекогаш на оваа позиција. Имаме потреба, е време на потреба, ние сакаме да вкусуваме, ние тогаш поинтензивно, ако можем така, го бараме самиот Бог. А сме повикани тоа да биде стил на живење, сум пишал. Амин. Да не биде само во време на потреба, без разлика дали е потреба лично или е потреба за мојот брат. Него наставно да вкусуваме тоа да биде стил на живот. Како што секој си имаме некои стилови во нашите животи, нека и ова биде интегриран дел од нашиот живот. Да загризуваме и да џвакаме добро. Тука сум пишал, замислете, тие што сте во брак, жената или мажот да ви бидат, да ги вкусувате само по потреба. Не е убаво за бракот. Признавате? Не е убаво за бракот.
Така да не си правиме, ние викаме да не правиме на другите тоа што не сакаме да ни прават. Или правете го она што сакате вас да го прават, но тоа понекогаш треба да го сведеме и на лично. Зошто? Зашто ние ради некои наметнати можеби понекогаш, некогаш такви преземени доктрини или било што, знаеме да се повредуваме повеќе од колку што е потребно. Или воопшто и дали е потребно. Затоа не смееме и ние да си правиме или да не си правиме работи за кои сме убедени дека не треба да бидат. Зошто? Еднаш кажав дека не можеш да се повредиш повеќе од колку што Бог те оправдал. И не можеш да се отцрниш повеќе од колку што Бог те оправдал. Тогаш зошто да пробуваме? Бидете нежни према самите вас. Така ќе можете да бидете нежни према другите. Во Изреки 18:21 памтите пишува дека во јазикот е животот и смртта. Затоа Исус после тоа навраќајќи се нови стихови вика: ама вие кажувате вас, Мојсей ви рекол ако не убиете. Абе јазикот убива. И ја ви кажувам, ако речите за некој е будала, сте губиле, така? Зошто? Зашто од јазикот доаѓаат тие нешта. Отров, но доаѓа и живот. И ја пишав една многу убава, бар за мене, не знам како дефиниција, како сакате кажете, ако смртта и животот се во власта на јазикот, како што ни кажале изреките, и ако јазикот е сетило за вкус, тогаш да вкусуваме повеќе од Господ, да разборуваме живот. Амин. Да. Или обратно. Или обратно. Ако вкусуваме повеќе од неправдите во светот, ако вкусуваме повеќе од ароганцијата на луѓето, ако вкусуваме повеќе од, не знам, од горчината на сите околу нас, ние ќе зборуваме смрт. Затоа уште еднаш, ако смртта и животот се во власта на јазикот и ако јазикот е сетило за вкус, тогаш да вкусуваме повеќе од Бог, за да разборуваме живот. Во мојот живот, живот во другите. Амин. Како што ние го вкусуваме Бог преку Светиот Дух, кој живее во нас, сега и луѓето можат истото да го вкусат од нас. Ева таа градација во која ние влегуваме да растеме. Да, Светиот Дух е во нас, но не прави пасивни, каде што ние постојано ќе кажуваме: ти, Свети Душе, ти, братко, можеш подобро, ти ова. Него те става во позиција да луѓето вкусуваат од тебе. И ова нема да го кажам за притисок. Но да, од нас ќе зависи што луѓето ќе вкусат. Разбираме овој дел? Без никаков притисок. Рековме тоа, растежот тука, тој е виновен, постои, но од нас зависи. Има една анекдота зашто луѓето не станувале христијани. Некој зашто не виделе христијанин, а некој зашто виделе христијанин. Го разбираме овој дел? Значи, делата покажува. Да. Мартин Лутер поради несушната, пресушната, како сакате, кажете потреба во тоа време да се донесе дека нашето оправдување доаѓа преку вера, дал токав акцент на тоа, што сега нас сме преземали, нас ни прави малку проблем, не согледувајќи ги делата и кажувајќи, ама само преку вера. Затоа Јаков не бил дискутабилен, но бил помалку тежок и најмалку го наоѓале како писмата кога е собирана Библијата во манастирите да биде зборуван. И затоа било дискутабилно дали да влезе, дали да не влезе. Зашто ја познавал еврејската традиција Ептен
но растел заедно со Христос од мали нозе. Што значи тоа? Бил помал брат физички на Христос. И точно знаел дека Христос се правил во вера, но никогаш не ги занемарил делата. И затоа он кажува: дела без вера се мртви и обратно, вера без дела. Во тој контекст од нас зависи што луѓето ќе вкусуваат. Горе спомнав доверба како една од работите што ги вкусуваме и за тоа малце ќе кажам нешто и тука не веќе завршиме. За мене довербата е нешто можеби најголемо во односот на луѓето, во односот на брачните, на сопружниците, во односот на заедницата како црква, во односот на државата како сите тие институции, е нешто најголемо. И ако довербата биде подрината, веруете дека се паѓа како кула од карти. Затоа сите системи што се грубо создавани, се создадени да дојде довербата во луѓето и обратно. Политичарите секогаш бараат едно нешто на изборите. Знаете што? Доверба од луѓето. И никогаш не ја даваат довербата после тоа. Зошто? Зошто човекот има кратко помнење на тоа што кажал. Затоа довербата е од исклучителна важност. Се подронили, се подриели довербата, или не била на стабилен темел, била на песок, тогаш е ризично тоа нешто да почне да се нише или да тоне. Сум пишал дека не само ние имаме доверба во Христос, него Исус има целосна доверба во нас. И ова е многу силно, луѓе. Кој во мене доверба? Ја вчера вака и вака направи. Со тој се искарав, со овој вака со самиот себе се искарав 5 пати од Сабајле. И Христос ти вика: имам доверба во тебе, чедо моје. Вау. Тука сум пишал, ние понекогаш утнуваме, но така растеме. И најверојатно е највалиден растеж е тој. Кога некогаш ќе ги утнеш работите, ќе ги согледаш, ќе ти укажат и ќе го надминеш тоа. Да му дадеме простор на Исус да ја придобие нашата доверба, така ќе дознаеме дека и Он ни верува. Исус како 100% човек имаше доверба во Таткото дека ќе ги исполни сите ветувања и пророштва за Него. Сте размислили на ова? Ние понекогаш вака размислуваме за Христос. Се знаел, Господ бил. Ама 100% човек бил. Зошто во Матеј, мислам дека 26 глава на крај кажува: ако може да ме одмине оваа чаша, но Господе, нека биде Твојата волја. Исус може ќе немаше сила да каже, но нека биде Твојата волја, ако не ја видеше довербата во текот на неговиот живот одмал, а посебно кога се пушти во службата. Ќе повикаше на исцеление, ќе беше исцелено. Разбираме? Ќе повикаше на воскресение, ќе беше воскреснат. Христос како 100% човек ја виде довербата што Бог ја има и ја стекна довербата во Бог. И затоа можеше да издржи на крај, до крај. Интересно е што ги исполни сите ветувања и пророштва за Него. Се што беше ветувано, Господ исполни. И интересно е што сега некако Христос не става во потполна доверба, дури кога не сме свесни ради Неговото дело. Зошто? Зашто ние сме не само наследници на ветувањата на Бог. Зошто таму Павле надодава и со наследници? Сигурно сте размислувале. Како наследник не добиваш се. Добиваш дел.
И добиваш по милоста на тој што ти дава во наследство. Да, Бог е добар. И ние можеме да речеме, ќе ми даде повеќе, но тогаш испеѓа за некој помалку. Разбираме го? Но вика сонаследници, зошто? Зашто се што наследи Христос, наследивме и ние. Затоа сме сонаследници со Христос. Значи не сме само наследници, наследници сме на нашите дарови, на нашите работи што се специфични за нашиот живот, што Господ ги спремил. Но сме и сонаследници заедно со Исус. Довербата се стекнува и се гради, не доаѓа сама од себе. Знаете, јас сум видел луѓе, сигурно сте го видели и вие, како да се родени со таа доверба. Наследена, го имаат тој ген да стварно бидат доверливи. Но тоа е само како кога зборуваме за десеток. Десетокот е почетна фаза на она што го правиме во нашиот живот како дарежливост, што знае да помине во 20-ток, 30-ток, кошула, наместо кошула и палто, наместо километри, 3 километри, 5 километри. Така и со довербата. Но воглавно довербата се гради, се стекнува низ градење, низ процес на градење. Ова е најбитно. Довербата не се гради со покажување прст кон луѓето, туку со охрабрување каде што има простор за корекција. Доверба не се гради со покажување прст кон луѓето. Зашто секогаш покажувајќи еден прст, 3 покажуваат на кај тебе. И во тој контекст Исус знае да каже, не прочита, што ја гледаш сламката, а не ја гледаш гредата. Дори понекогаш си мислам, како можеме да видиме сламка од гредата во очите што имам? Она што беше можеби најчудно, баш вчера го збореме по кола, е тоа како Христос го одбра Павле. Павле имаше доверба само од еден систем. Тоа беше еврејскиот закоравен систем, зашто беше фарисеј над фарисеите, евреин над евреите. Како таков човек сега да пуштиш гонител на црквата да стане толку доверлива личност? Заради лојалноста. Бил лојален на тој систем. Одлично. И он бил праведен за тој систем. Точно. И еве го, но трансформацијата што се прави, и еве го, Христос го повикува токму него. И знаете каде? Кај неевреите. Кај тие што не ги разбираа тие од таму кај што доаѓаат. Вау. Но, ако видите дека Божјата благодат Павле ја имал вкусено, но му требало процес да ја изгради довербата. Гледате, само тоа што сме вкусиле благодат, што сме вкусиле добрина, не става во позиција да луѓето одма мора да ме разберат. Како не ме разбираш, ангели гледам? Па не те разбирам. Ми треба процес и мене да ми легне тоа што ти ми го кажуваш. Ми треба процес кој најверојатно иде преку делата на твојата вера, не на твоите раце. Многу е битно ова. Него на твојата, ми треба процес на делата преку твојата вера за да ја стекнам и довербата во тебе. Уште би додал само тук. Ако. Значи, Господ го ослепе, Да. го однесе кај неверници и кога прогледа, свати дека на тој систем на кој му служил Точно.
Така е, Него- дефинитивно. Но тоа е на Павле, Мора да се прочисти прво. точно. Тоа е на Павле страната, што го збориме сега. Знаете ли што кажа луѓето? Ананија, сигурен ли си овој човек? Повеќе нас не гони. 10 години дури не се запишани од Павле. Што правил на почетокот од кога тоа се случило? Се борел со луѓето да го не да го засакаат. Павле немал најверојатно проблем со тоа да сакаат првен да му веруваат кој ќе се појави дека нема да извади мач. Го разбираме овој дел. Но довербата се расте со Божја и со наша интервенција во целиот тој процес. Самото тоа што го гледаме Христос во нашиот живот не ја стекнува довербата во луѓето. Тоа ни покажува и Петар, најревносниот. Секогаш гаѓаше прв. Меч вадеше ради доверба, ради лојалност. Но тоа не го спаси од тонење во водата. Зошто? Зашто верата ги гледа нештата што голо око не ги гледа. Нештата што овој свет, овој систем не ги гледа. Но не е доволна ако не ја канализираме низ довербата на Христос. А тоа е, Петар преку вера тргна и почна да оди исто како Христос. Но го разниша брановите. Го разниша стравот од околностите и почна да тони. Затоа реков, не само нашиот дел, и Божјата интервенција. Која беше Божјата интервенција во тој случај? Подадената рака на Христос да го извлече од водата. Многу пати сум го кажал и со ова ќе завршам. Христос никогаш не дозволува нашиот пат да биде пат, не пат, него пат, да биде стравотен. И паѓаме, и стануваме во Христос. Тоа значи дека кога паѓате во рацете на Христос, што ќе ве носат горе. Бидете благословени овој ден и уживајте во Божјата благодат и стекнувајте доверба едни со други.